Имате ли средба со лидерот на ВМРО-ДПМН Кристијан Мицковски околу новиот закон за јавно обвинителство? Очекувате ли да се договорите за да се донесе во актуалниот собраниски состав? Значи, нашите работни групи работат во моментот на изборниот законник и верувам низ таа комуникација која што е редовна, барем еднаш неделно, и верувам дека е на крај, заради тоа што и тоа треба да го завршиме, ќе се воспостави начин дали може да се приближат ставовите околу вака важно законско решение. Ако има реално потреба и двете страни согледат, тогаш јас сум спремен да седнам со господинот Мицковски, заради тоа што ова важна работа за државата. Прво, СЈО нема веќе, растеретен е законот, предметите од специјалното јавно обвинителство се обезбедени, осигурани под раководство на државниот обвинител и тие се во судска процедура. Се работи за системско решение, кое што е двотретинско и треба навистина сите да понесеме одговорност, да преземеме чекор и да го донесеме ваквиот закон. Јас само уште еднаш ќе кажам, ако не пред изборите, треба после изборите да го донесеме. Како и да се состојбите на изборите, наша обврска заедно, заради тоа што е двотретински закон, а можеме тоа да го направиме сега додека работи парламентот, па да им дадеме плюс аргументи на еврокомесарот, на земјите членки кои што се пронаши, за да можат навистина да осигураме една одлука на Европскиот совет конечно да биде позитивна. Иако тоа не е услов, тоа не е дел од репортот или извештајот према нашата земја, сепак јас верувам дека ќе биде аргумент повеќе. Но најголемиот аргумент за сите нас е законот е еден од последните структурни вакви закони кои што се во делот на реформите во правосудството, за да можеме после тоа да очекуваме максимална практична имплементација на законите од правосудството, а со тоа и да ги подобриме состојбите во правосудството. Така да, и одговарајќи на вашето прашање, јас испраќам порака ако треба јас и Мицковски да седнеме. Верувам дека ќе најдеме решение. Јас ќе разговарам и како што реков, се надевам на основните пратеници веруваат во европската иднина. Тие тоа го направија во делот на поддршката на договорот со Грција и уставните промени заради нивната голема верба за Европската унија. Јас верувам дека таа верба обстојува, заради тоа што како што обстојува кај мене, верувам и кај сите нив, може да дадат поддршка, но рете да кажам дека стварно со сите ќе разговарам на ова прашање. Порано имам искористено прилика да разговарам и со господинот Зиједин Села и со господинот Билјал Касами, како председатели на опозиционите партии. Генерално тие се позитивни, заради тоа што навистина беа тука заедно со владеачките партии да поддржат процеси поврзани со нашата евроатлантска интеграција и верувам дека можеме во овие 3 недели кои што преостануваат пред нас да го донесеме и ваквиот закон. А воопшто имате разговарано со независната осумка или пак? Имам разговарано, секако дека имам разговарано, тоа беше во парламентот, за време на пратенички прашања, пиеме кафе, се гледаме тука и имаме разговарано. Секако знаете дека тие сакат да покажат големите партии одговорност за вака крупни работи, да не бидат само тие, но истовремено тие веруваат многу, законот е растаретен, може да го подобрат нормално, се што може да дојде како сугестија, дали од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата, дали од ВМРО-ДПМН и коалицијата, дали од албанските политички партии од опозицијата, од власта, било кои политички субјекти или парламентарни групи, што ќе го подобри законот, ќе биде во рамките на црвените линии на Европската унија, кој што очекува наше законодавство во духот на Европската унија и она што се препораки на венецијански комисии. Верувам дека можеме да најдеме законско решение. ВМРО-ДПМН вчера обвини дека и со новиот текст се прави обид да се вдоми тимот на СЈО, што според нив е неприфатлив. Нека дадат сугестии. Дај да го видиме тоа. Значи, јавните обвинители се вратија во јавното обвинителство и тие добија надлежност да ги терат предметите, но сите се во основните јавни обвинителства или од таму од каде што дошле. Секој од обвинителите, тоа е завршена работа. Веројатно разговарат за службата, која што е, таа служба е капацитет на државата. И таа служба јас верувам дека низ законот, па дури и надвор од законот, може да конкурира на конкурси во едно јавно обвинителство, да се вработат. Знаеме дека има недостаток на кадри за да ги зајакнеме капацитетите. Ова го кажувам заради тоа што не смее заради оваа причина да имаме проблем во носењето на вакво законско решение. Иднина има за сите, никој не би требало да биде оштетен на овој дел, а верувам дека ќе дадеме силен подстрек, дека знаеме како држава, сите ние одговорните политичари да седнеме и да се договориме. Предпоставка е, ако не го договориме, останува 12 април да и чекаме изборите и после тоа ние очекуваме да бидеме пак власт. ВМРО ќе биде опозиција, па треба да решаваме. Еве да биде и поинаку. Ќе смениме страните, пак треба да го решиме заедно. Затоа со овие зборови испраќам пораката да бидеме одговорни, сериозни, да го донесеме ваквото законско решение. Дали би се согласиле на предлог на опозицијата да се избира јавниот обвинител? Јас немам никакви предрасуди.
Не би сакал, верувам, ниту еден обвинител да биде предложен од политичарите и избран од политичарите. Ние имаме убаво системско европско решение. Советот на јавни обвинители ги бира. Но сум спремен да разговарам, да дадам јавно подршка на име, професионалец, да разговарам за тоа, да убедам мнозинството дека тоа добро, за да може да се вгради опозицијата. Спремен сум на сите овие работи. Се што не ги поминува црвените линии, односно дозволеното согласно европските очекувања, јас сум спремен да разговарам. Добро, во делот на судските реформи, како ја коментирате вчерашната судска опомена за градоначалникот? ВМРО ДПМН обвинува дека власта стои позади, го штити практично градоначалникот нашето лице. Значи, јас сега прво од вас слушам, знам за настанот, го осудивме настанот, се работи за наш градоначалник и сме знаеле јасно секогаш да испратиме пораки. Ниту знам дека има некоја судска пресуда, ниту слично, има опомена. Како да ја коментирам, не ги знам деталите, не знам што е во образложението на пресудата за ова работа, но дефинитивно уште еднаш само можам да потврдам дека јас лично ќе го осудам секој, социјалдемократскиот секој, прво од нашите редови, па после и надвор од нашите редови, а верувам дека судот донел одлука онака како што мислел во моментот, дали е заради прв пат ли, не знам зошто е осуда со опомена на овој начин, но дефинитивно е судска пресуда. Секако обвинителството кое што гони по вакви работи може да се жали до апелација, за да може до крај да се види дали е тоа соодветна казна или не. Но најголемата казна осудата која што праќаме од сите нас, дефинитивно, а верувам дека и правосудството ќе носи одмерени пресуди за секој, онака како што законот тоа го пропишува, без разлика дали е од власта, од опозицијата или граѓанин кој што не го интересираат политиките и политичките партии. Па поболека почнавме да разговараме со партиите, скоро со сите партии, нормално со владеачките партии со кои сме коалиција имаме на дневна основа комуникација, па тука и разговараме и за едни соработки, комуницираме со опозиционите партии, зборуваме од албанскиот, од македонскиот, од другите етнички заедници, како политички блокови, така да имаме разговори, одредени процеси се случуваат и ние се подредуваме така назад да им дадеме шанса на тие процеси, да видиме како ќе се случуваат, затоа што се отпочнати пред ние да почнеме разговори, но стануваме отворени за соработка заради тоа што ние сме веројатно единствениот политички субјект заради нашиот влог кој што сме го направиле во минатото, да може да соработуваме со сите. Зборувам баш со сите, со владеачките, опозиционите партии, секако, освен со ВМРО ДПМН, на делот на коалиции за влада. Едниот останува опозиција, едниот е власт. Но со сите други политички партии можеме да соработуваме. Ние ќе носиме одлука прво што е најважно за државата, а после тоа како најдобро и Социјалдемократскиот сојуз ќе се позиционира во престрет на победата која што очекуваме. Спремни сте за коалиција со Алијанса за албанците и алтернатива, ако тие одлучат да одат заедно со коалиција, како се со вас да коалиционират влада после избори? Водам Демократска партија и одлуките од ваква содржина и суштина ги носат органите и телата на партијата и јас не би можел да кажам на што сме спремни или не, но може да кажам дека јас сум подготвен да разговарам. Сакам да разговарам со сите. Разговорите се на основа на постулати, на вредности, на збор, на ветувања за воиднина што ќе завршиме за нашиот народ и сум спремен да разговарам со секој за едни соработки воиднина. Јас сум соработувал со сите овие политички партии како политичар. Сум соработувал за уставните промени, сум соработувал за законски решенија, сум соработувал за преспанскиот договор, нормално и можам да разговарам со сите. А еве Алијанса за албанците беше и во владата во одреден период. Со БЕСА сме имале соработка со господин Билел Касами, па дури и со помалите албански партии сме имале соработка.